Slobodna televizija, moje to ime je Ivan Bečković, so nas deneska legenda na makedonsko sportsko novinarstvo Zoran Mihajlov. Dobre dojdovte. Dobro ve najdov i drago mi je što su me vaš gostin ovde u studiju na Sloboden pečat. Hvala Zoki. Golem povod za vaše to gostuvanje deneska. Što tuku izlezena ta autorizirana biografija na makedonska pa i svetska fudbalska legenda Darko Pančev izlezena od vaše topera. Pa dobro, drago mi je što konečno izleze ova knjiga. Dolgo vreme ja podgotvovao zajedno normalno so Darko konsultaciji so nego koristev njegovi materijali od vreme to koga беше aktiven fudbaler i prv strelec vo državata. I mislim da mnogo mi pomogna vaka da odelam nekoj moment i da gi plasiram vo knjigata, što mislim дека će bidat interesni. Isto така i njegovi su igrači, izjavi ima na su igračite vo Vardar, jedan Zdravkov, jedan Ringov, Najdovski koji беше i tamo i vamo i vo Zvezda i vo Vardar zajedno. Pa potom od zvezdini zvezdi, so koji što igraše Darko Pančev na vreme to tamo od 89-та до 92-та крајот на таа сезона надпреварувачка во Црвена звезда. Има од Просинечки, од Белодедич, од Савичевиќ, Џајич, потоа сите оние случувања што беа поврзани со Панчев пред да оди во Црвена звезда, бидејќи беше многу интересна фудбалска личност, не Панчев како Панчев, меѓутоа Панчев како фудбалер достигна едно многу високо ниво, се афирмираше и сите сакаат да го видат во својата средина. Најмногу сакавме ние во Вардар, ама не бевме моќни вечно да го задржиме, што се вели во Вардар. Доаѓа понуди од сите страни, па има таму како се одвивале тие разговори, преговори. Па има за одењето во Интер и многу други работи поврзани со него. Има кажувања на негови симпатизери, луѓе од научната фела кои ги следеле надпреварите и кои кажуваат каква личност бил Панчев и што значел благодарејќи на таа афирмација фудбалска што ја доживел воопшто за афирмацијата на нашата држава. Тоа е многу вака битен момент кога се анализира и гледа биографијата на Дарко Панчев. Има многу работи тука да се прочита. Не е тешка за читање, со еден лесен стил ја пишував со изјави, со сеќавања и така други работи кои може да се прочитаат брзо, а да останат долго во сеќавањата на тој што ќе прочита книгата. Тоа мене ми се случуваше со читање на вашата претходна книга Спортски истории. Вие сте еден од ретките телевизиски коментаторски новинари кои има фантастична нарација и кога е пишување во прашање, баш го задржувате читателот со интересен наратив и секоја ви чест. Мислам дека младите колеги имаат од кого да учат. Книгата за Дарко Панчев доаѓа сега во 2024 година, иако ќе се согласите, требавме да имаме многу порано. Многу порано, меѓутоа добро е што еве се јавува некој како, например, Арсламина. Одличен потег на голем македонски издавач. Кој е мојата прва книга Спортски истории. И тие почувствува и во разговор еден со нив, благодарејќи инаку на препораката од, за жал, покојниот доктор Владимир Плавевски, познат доктор за уво, грло, нос и пријатели бевме. Тој пишуваше книги и имаше комуникација со издавачките куќи и им предложил, вика, Зоран Михајлов има многу работи вака што сме разговарале, кои може да бидат интересни за да се направи една книга, негови сеќавања, негови средби, комуникации. Јас, например, и фотографии имам со еден Усеин Болт, со најбрзиот човек во светот.
и кус разговор со него и така. Мислам, интересни работи. И недостига во Македонија литература, писатели, имаме сето тоа, мислам, таа издавачка дејност е развиена, има издавачки куќи, меѓутоа недостига овој спортскиот дел, онаму каде што припаѓам јас како новинар, исто така и како поранешен спортист. Јас бев атлетичар првак на Југославија на 1500 метри стиплчес во младинска конкуренција и репрезентативец. И тоа така ми го отвори патот во спортот и кон спортското новинарство. И благодарејќи на таа препорака дојде до тоа да издадеме една книга спортски истории. Јас не знаев каков одзив ќе има, меѓутоа имаше. А посебно имаше едно патување тогаш за Хелсинки со мој колега од Нова Македонија. Тогаш во таа 67 година само Нова Македонија и вечер беа весниците кај нас. И требаше да се оди да се известува од Европско првенство во кошарка во Хелсинки. И требаше јас да одам и му викам на Марко, се согласуваш и парите што ќе иземам како дневници да одиме заедно со кола. Како бе, со фичото мое, викам, ќе одим. Важи. И тој толку му требаше. И знаеше дека по пат ќе му биде весело. Он не возеше, можеше колку сака и да се напие, и да жива и се. И така тргнавме на тоа патешествие и тоа го имам раскажано. Тоа е прекрасна приказна у таа приказна и книга. ми се јавува после тоа, вика, може ли една брошурка само за патувањето, некои што имаат фичовци, за да им покажеме дека фичото до кај може да оди и да се врати околу 7000 и кусур километри, зашто тогаш одевме на Унгарија, бивша Чехословачка, сега Чешка и Словачка, Полска, поранешен Советски сојуз, удривме на Белорусија, Брест, Минск, па после на Рускава федерација горе Псков, Витебск, бивши Ленинград, сега Санкт Петерсбург, од тука за Виборг, влеговме во Финска и цело тоа патување, а носевме многу ракија. Носевме, сега ќе кажам, не за продавање или ово. Бежеме раклија, мојот колега. Да испиен. Да испие, да. Не, чашка. Со чашка не минуваше. Повеќе близко до шише. И еве, пример еден, во Хоргош на граница на одење, цариниците, ко се, новинари из Македонија, где идете? Хелсинки, шта е назад? Викам, ништа, викам, 25 баделове ракија и нешто мастика, кажем, из Струмица. Струмицка. Шта е тоа? Па за нас, за нашу употреба, бичемо тамо 2 неделји и више, требаче нам то. Па како? И Марко ми вика, Зоки, дај ми едно шише да им кажеме како. Ја му го давам шишето, он како вино. Баделка, бом до пола. Викам, ја не возам. Ако малку, ајде малку. И кога видо они, ајде среќен ви пат, па здрави и живи да ве видиме овде после 2 недели. Се видовте ли после или не беа они се на смена? видовме се, ама тоа го раскажуваат сите дека отишле овие, ќе ги чекаме да се вратат, па се собраа. Па така направивме малку и шега со нив и за патувањата и за тоа им кажавме дека нашиве цариници и граничната служба е најдобра, зашто негде праја и проблеми, чекање, праење. А интересово, бивши СССР, кога влегувавме таму, па најлесно минав. Марко играше шак, седна со тој цариникот шак и води 3-0. Бе, немој, викам, до утре нема да не пуштат ако не му попуштиш ти. Абе, како да му Абе, попушти му, викам, немој. А и јаболка носевме, па нели, да не се мешаат сортите тамо, вамо, ќе не ги земате јаболки, бе, викам, и така. Е тоа за таа книга, спортски истории. Да кажеме за И книгата... таму, извини, и за Панчев пишувам, дури наслов има предводник на шампионската генерација.
Колку време ја пишувавте книгата за Дарко? За Дарко побрзо ќе беше, меѓутоа излезе короната, па таа беше пречка за комуникација. Сакав да има тука изјави, кажувања за него од соиграчи негови во Вардар, ај нив ке ги најдев. Кој се е во книгата? Да ги спомнеме. Во книгата е вака, да спомнеме поред. Одам прво од оној дел во детството, кога почнал фудбал да игра на улица во кисела вода, па во школскиот двор од Кирил Пејчиновиќ, училиштето, другарите кои му биле. Од нив има доста и спортисти подоцна. Потоа одам на моментите кога е откриен од Златко Илиевски и доведен во Вардар. Тогаш одеа тренерите на Вардар, еден од нив беше и покојниот Златко Илиевски, кој гледајќи го него му вика да дојдеш во Вардар. Дали се како не сакам во Вардар, и тогаш почнува неговата пионерско-младинска кариера, па стигна до кај што стигна како сениор. Моментите од Вардар, а добро и знам се за него, бидејќи во тоа време, во 81-2 година, Вардар подпишуваше договори за стипендирање на младите спортисти. Нема некое правно дејство, ама има обврзувачко кон играчот. Демек добива стипендија. Стипендија беше за еден доручек и автобусот до тренинг и назад, тоа, ама го обврзува играчот од етичка страна да потпише прв договор професионален со Вардар, не да избега и така. А јас бев генерален секретар тогаш на Вардар. Го имав напуштено коментаторството. Од МТВ отидов тамо и така. Интересен беше моментот кога Соколки Аврамовски дојде и вика, дојдовме да потпишеме. Што да потпишете? Јас се правам дека не знам. И после договори некој, ајде, викам, потпишете, нека вие со среќа. Колку Дарко соработуваше со вас работејќи на книгата? Па цело време, на почетокот многу, бидејќи сакав, што се вели на тие 3-4 средби, ние се среќававме со него и во кафишот и вамо и тамо. Меѓутоа, сакав исклучиво за ова, па и снимав, да раскаже за себе, да имам така една комплетна слика од него кажана и после тоа јас си ја разработував. Детството, ФК Вардар, Црвена звезда. Моментите кога требаше да оди во Црвена звезда, оние први Хајду го бара, Динамо го бара, Партизан го бара и сите тие работи. И за Црвена звезда, па во Црвена звезда прв тренер Шекуларац, Шеки роден Штипјанец и нормално, мило му беше што успеа Звезда да го доведе тамо. И имам баш еден момент во книгата со Вардар, која играле против Вардар, прво полувреме, не иде, вика. И му вика, абе, Македонче, дај бе, разиграј се, вика, ако е Вардар, овде за бодови се те. И второ полувреме, вика, прегазивме Вардар, ми беше жал, ама таков е професионалниот живот. Зборуваме за Дарко Панчев и вие потенцирате во книгата дека Дарко Панчев е сепак најголемиот македонски фудбалер на сите времиња, затоа што тоа статистиката го покажува. Освои златна копачка, сребрена топка. Дали му е направена неправда дека требаше да биде можеби и 6-та звездина звезда? 6-та звездина звезда требаше да биде, но има време. Можеби еден ден ќе биде и таа 6-та звезда на звезда. Затоа што неговиот гол го освои... Решавачки, да. Неправда беше надправена и кон него и кон целиот во тој момент југословенски фудбал, што златната копачка како најдобар европски стрелец не му беше врачена истата година, туку 12-15 години подоцна во Скопје, кога дојде Платини овде да му ја врачи. Колку беше силен во нападот и вистински голгетер, што се вика, зборуваат сите со кои што сум разговарал, меѓу кои Савич, кој години пред него беше стрелец
во Звезда, говори податокот што 4 сезони беше прв стрелец во Југословенската лига. Прв пат во Вардар и 3 сезони во Црвена Звезда. Значи, без конкуренција, играч, машина за голови. Така, првиот натпревар кога го одигра за Црвена Звезда против ЦСКА, од 6 гола, 5 гола тој даде. Кобрата и бубамарата, фантастична комбинација. Па тоа е така. Тоа е Кобра, наречен од делиите, кога отиде таму, вика, овој пуја да напада као кобра, каже, опасан е. А од друга страна, фудбалската топка, магија и така. И јас се надевам дека следната средба ќе ни биде кога ќе објавиме кога книгата ќе биде преведена и на некои други јазици. Дај Боже што поскоро, а останува да ја најавиме големата скопска промоција во литература во Diamond Mall во среда во 19 часот со присуство на угледни гости, со присуство на Дарко Панчев и веројатно пола Скопје. Па нема да ги собере, веројатно сите, меѓутоа да можеше, ама не знаеме како би изгледало да се направи на стадион таму каде што ја градеше кариерата и каде што беше омилен и вистински мајстор за голови. И мислам, драго ми еве што го правиме овој разговор, ја најавуваме книгата, мило ми е исто така што конечно еве таа ќе излезе и за пошироката јавност, веќе излезе, ќе може да се купува, да прочитаат и да се подсетат на кариерата на играчот на векот во нашата држава, популарната Кобра, популарниот Дарко Панчев, детето што поникна како фудбалер тамо на уличките во кисела вода, местејќи голови со камења, вака колку да се означи дека има гол, и растејќи во училишниот двор, тука со својата генерација. И ова да го кажам, дека тоа му се најубавите сеќавања, иако имаше многу други и престижни моменти во животот. Да. Меѓутоа ме изненади кога ми кажа дека медалот освоен во Прилеп на пионерската олимпијада во фудбал, имаше тогаш олимписки игри меѓу училиштата, ми е една од најмилите. Фала многу за разговорот. Се гледаме на промоцијата. Ова е дефинитивно културен настан на сезоната, бидејќи конечно големата фудбалска легенда Дарко Панчев доби своја авторизирана биографија од перо на реномиран и голем македонски спортски новинар Зоран Михајлов. Фала го што еднаш. Благодарам и на поканата, еве, и драго ми беше што бев ваш гостин.